Добро утро на сите. Ред да се представам, јас сум председател на управен одбор на Сдружение на ловци Преспа од Ресен. Се викам Јован Станојковиќ. Денеска сме собрани, организираме хајка на штетен дивеч, на лисица и волк во селото, ватарот на селото Горно Дупени. Местото кај што е планирана да се изведе хајката е познато под името Логорец за прв дел, а вториот дел ќе го изведиме на местото викано Голубарник. Што се однесува до хајката и до организацијата на сета ова работа, мотивот на управниот одбор воопшто и на членството на Сдруженијето на ловци Преспа Ресен беше да се постигне еден вид на биолошки минимум на штетниот дивеч во ловиштето број 6 Царедвор, кое не е ловиште за ситен дивеч, а паралелно со тоа да му се даде шанса на полезниот дивеч за стварање на поголема популација од истиот. Ловиштето број 6 Царедвор е ловиште на околу 8.500 хектари и во него застапени се како полезни видови на дивеч, еребицата, зајакот и фазанот. Значи, штетниот дивеч, како штетен дивеч, во пресред на нивното, на пролета и нивниот процес на генерација мора да биде на едно минимално ниво со цел популацијата на истиот дивеч, младите динки, гнездата и така натака, да има шанса за поголемо преживување. Ова е трета поред хајка која организираме во ова ловиште, впрочем и последна. Последна затоа што веќе почнува период на размножување и парење на дивечот и не сакаме да имаме вознемирување на истиот. Од прошлите хајки имаме искуство на, така да кажам, добра популација, за жал, на лисица, која се надеваме дека со ова последна хајка и ќе доведиме на нашиот сакан минимум. За хајката организацијски ќе се погрижи управниот одбор на Сдруженијето на ловци Преспа Ресен. Вас како членови и учесници во ова хајка ќе ве поделите или ќе видите поделени во две групи. Едната група ќе видат терачи, а другата група на чекачи. После на наредниот терен ќе извршиме промена. Сакам да кажам неколку збора од принципот на безбедносни мерки. Гледам, скоро сите се познаваме тука, имате положено ловечки испит и основните правила за движење ни шума, ракување со оружје ви се познати, меѓутоа должност е должност. Првин ќе спомнам за групата која ќе видат терачи, истите да задолжат реквизити за правење на бучава, доколку е можно да ги остават пушките и оружјето, не би им било од штета, а ако не, нека ги носат со себе. Меѓутоа, обавезна работа на себе да носат флуоресцентни елеци заради безбедност. Да го слушаат, тоест да се координираат со водичот и да не истапуваат или да не закаснуваат од прстенот, тоест од линијата на фронт која ќе ви биде зададена за терање. Доколку се случи на терен некоја аномалија, да некој заради непроодност на терен или некои други проблеми заостануваат, да бидете известени и да се води грижа за својот другар околу себе. Местото кое ќе го тераме Логорец имаат форма на подковица, на скоба. Дел од терачите многу брзо ќе стигнат до чекачите. Што значи, кога ќе доближат на растојание на отприлика 100 метри, да запрат само со движење, а не и со правење бука и хајкање, со што не би направиле пропуст во целиот систем на терање, а тоа значи да лисицата, како итро животно, во моментот кога ќе се влезит во прстен на чекачи и терачи, често пати излегува, ја пробива, да речам, линијата на терачите и се враќа назад. Со правење на бучава во место, се надевам дека нема да му дозволиме да ни го направи тоа и да ни се излечат, што значи да не излезат кај чекачите. Додека не се даде знак, тоест команда за преки на терање, до тогаш ќе се настојува да се прави врева и бука. Тоа е за терачите. Што се однесува за чекачите? Прво правило, носењето оружје по закон. Да не ги полните пушките додека не ви се дадит место за чекање. Да ги испразните во оној момент кога ќе се даде наредба за чекање. Немој да пукате сенилно. Кога ќе спомнам сенилно, мислам на недоволно утврдена цел, заради тоа што може да се случи низ терањето да излезат полезни видови на дивеч. Овде може да се јави и срна, може да има и свиња, и дива мачка, што е забрането за лов. И зајак исто така.
Зборувам, дел од мештаните ни се приклучуваат во хајка. Со нив може не сакајки да дојдат и домашни минелиничиња, како што се кучиња и мачки. Ако не е дозволено за движење на истите по закон, заради близина на селото, ќе ве молам да ги поштедите. Секоја лисица која ќе биде отстрелана на терен, задолжително да се донеси баш на ова место како што и сега ја почнуваме хајката, заради евиденција во бројот. Внимавајте со крвта, доколку е многу окрвена, фаќајте на место каде што нема крв. Не е забележено беснило на наши терени подолго време, меѓутоа предпазливоста е клучна за, да речам, поради тоа што е беснило за животот на ловецот. На сите му реков. Ако и добро. Дој добро, нене, кој ќе заврши терен, ќе и пушам луѓе, ќе изземиш и во зборното место ќе поставиш. Дупчо, застаните овде сега кај Спрекава. Седе кој ќе се повлетува, ќе пазиш овде кај низ зборови, низ појасов. Ова ти е едно од клучните нешта. Овде пут крај каналот ќе застанеш. Ова му е најголем плод за густорове. Добро. Добар поглед, чуде. Ева и патичка од тоа движење, густово го фаштат и бегат у. Ќе застанеш овде кај требево. На треба. Овде кај ова ќе го пазиш низ шипито. Добро. Мирче, ти овдека сега овој каналот ќе ватиш мостов, ево го овдека. Низ појасот. Излегват овде околу ова бавчево и бегат во јазин. Онде ја следам. Не, досега нема никој. Што го скине? Што ме сади? Пулпик Ќе шипчина ме малу И ќе ова види. е опасно место, знаеш. Добро де, само 3.
може да ја почнете хајката. Внимавајте, пред малку забележавме дел од лисиците се враќаат назад, видите погласно. Големи растојанија, зашто таа секако бегат. Меѓутоа сега сме густо распоредени и се надевам дека ќе бидат пукањата поблиску. Близината во ловот е баш таа среќа. Значи, терачите доаѓаат буквално од самото село, на едно 2 километра позади боровите кои се пред нас. Најголемата популација на лисица се јавува токму на овој предел, поради тоа што селата се прилично активни и голем куќен отпад од органско потекло е исфрлуван. А и овие терени, како што гледате, се со ниска тревна вегетација и се многу погодни за развој на зајакот конкретно. Се надевам дека ова хајка ќе биде толку доволно успешна да од година организиран лов на зајак, или ако не ова, барем наредната, и да покажеме дека ефектите од оваа хајка ќе бидат баш токму на добредојдени и усмерени во подигнување на нивото на бројната состојба на зајакот. Овде се извршени и неколку пуштање на зајак од оградени површини од гатери. Конкретно ние имаме еден, поседуваме таков во местото викано Бакојца. Меѓутоа и покрај на желбата да истиот успее, то се изгледа заради големата бројност на лисицата немаме некој посебен успех. Не дека нема доволно количество на зајак, меѓутоа е премал за да се дозволи лов. Да видиме тивки, може би ќе најде некоја лисица за остров. Од моментот кога терачите ќе го најават своето доаѓање на кај чекачите, чекачите имат обавеза да го напомнат своето оружје. Еве ги првите неколку истрели. За епилогот од ова пукање ќе видиме од кога ќе заврши целиот процес на терење. Да, додека не заврши целата хајка, заради безбедност, лисиците се земаат на крај. И ранетите се бараат од кога ќе заврши хајката. Доколку може да се најдат, лисицата е лукаво животно и многу е тешко да ја пронајдеш. Значи, интересно е за ловот на лисица, се каже дека во моментот кога лисицата ја осеќаат опасноста од терачите, а знае и каде се горе-долу поставени чекачите, почнува да се групира и да се сконцентрирува негде на неколку стотини метри пред чекачите, во негустите места. И доколку терачите не поминат низ тие места, лисицата останува таму, скриена. Сега ова треба ловџиски да кажеме да го издржиме, додека чекачите се приближат на некои си 200-300 метри и после ќе имаме, се надевам, уште по некоја шанса за отстрел на лисица. Тоа се случува слично тако и при хајка на зајак, организиран лов на зајак со хајкање, доколку поставеноста на терачите не види како подковица или скоба народски кажано, на последните крајни места каде терачите хајкаат, зајакот воглавно или останува, или баш на тоа место ја пробива фронтот, фактички го пробива од
отерачите и се враќа назад, доаѓа позади нив. Се надеваме дека кај нас таква ситуација нема да се случи, па ќе покажеме дека добро сме изловили. Дали замисли што ни направи лисици? Излего првите една-две и чека дали види терачите кога излегат. Ова е стандардна процедура. Кој не ловил во кајка, Потрап. Абе нема да е лисица да ја вика толку итра ако не знаат како да сакријат. И ако не е иста да преѓи што бегаш ово. не велам не. Еве еден примерок на лисица. Ја отстрелавме баш на местото каде што се надевавме дека ќе излезе. Лисицата е машки пол и сигурно има некои 2 години. Не, ако изгледаат мали, овде лисиците не постигнуваат некоја голема тежина, пошто се хранат со глодари, зајаци и птици. Ова година трета лисица која ја отстрелувам лично, кој е некој податок за трофеј, а иначе ловиште во наше повеќе изобилува со лисици него со друг вид дивеж, така се испоставува. На кајка во лисица друго не успеат во овој момент. Ајде на прва ја оправа. Да. Значи, не беше ни многу далеко. Тоа. И на крајот се сведува на ловечка стреќа. Значи, мала проценка и ловечка стреќа. Ловот завршува. Терачите и чекачите се веќе споени. Испразнивме пушките, како што беше договорено, и сега по патот од кој што дојдовме се враќаме назад да го организираме вториот дел од хајката. Тој до довде нема. Да излегла. Значи 30. Природата на лисицата е лисица и трица. Таа до последните 100 метра дека не ја нагазиш, не тргнува да излезе. Да. Значи, за сега една. Една во мртвите. Имаше пукање и по другиве позиции, на соседната позиција до нас и преку 3 од нас. Сега кој е ефектот, ќе видиме кога ќе се состаниме. Лисица е мој, да? Да не бива. Фала многу што да те роди. Тој, ајде ми се. Ова е ранетата на Мирчето. Давај, затоа. Не, таму се пикна во шипоње, не можеме да најдеме. Тука на Ќошун има дупки, или ви е паднат или в дупки е пикнат. Мајстор, фала. Можда. Јас сега 75 години, 39 година, 7.4. Јас рекол ќе дојдам на хајка и одам. Ова е од татка, од дедо, предедо ми остана мене ова нашије. И затоа го држам чипто од татка, за успомен го држат, да не го прода и со него рече дошнаво. И затоа со петлина. А нешто нема пари да купам.